Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Еве ја најавата за содржините вечерва. Нов случај на предвреме родено бебе го вклучи алармот на клиниката за гинекологија во Скопје. Би требало на 12 вентилирачки места, колку што ние имаме машини, да има минимум 6 сестри, ние на 12 вентилирачки места имаме само 2 сестри. Дали Македонија ќе се избори со црната статистика на починати новороденчиња? Ότι αν δεν υπάρχει το έργα Omnes, δηλαδή η χρήση και για όλα τα διεθνή, διακρατικά, διεθνείς οργανισμούς, διμερείς και για τα εσωτερικά, θα έχουμε επενδύσει, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στη Φύρομ, σε ένα καυγά και σε τριβές για τον επόμενο αιώνα. Преговорите за името се кршат на опсегот и промената на уставот. Има ли решение и кое е тоа? Дали и колку Македонија е подготвена за почеток на преговори со Европската Унија? Далеко доволно од она што ќе се бара во преговорите по 33 поглавја. Структурата градена во 2005-та и 2009-та денес не постои. Случајот со владиниот лобист Роберт Валтер најде место во извештајот за корупција во парламентарното собрание на Советот на Европа. Валтер лобираше за изборот на баџанакот на Мијалков за судија во Страсбур. We have an order for you for a pickup. They want a large stromboli with green olives, jalapenos, pepperoni and Italian sausage. Пица во Америка се нарачува преку Дебар. Edhe ne thjesht doshim ta provojmë vetë, a me vërtet është aq vështirë të jetosh në Maqedoni, siç e thonë njerëzit. Останете на Алсат, со најавените теми се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Може ли и како Македонија да ја поправи статистиката на починати новороденчиња? Директорката на гинеколошко-акушерската клиника смета дека треба да се врати старата методологија на пресметување. Но министерот за здравство не се согласува. Вели дека опфаќањето на бебињата родени од 22-та недела на бременоста на мајките е светски стандард што Македонија ќе продолжи да го применува. Што е причината и каде е излезот од ситуацијата што земјава ја смести на самото дно во Европа? Славица Филиповска. Нов случај на предвреме родено бебе го вклучи алармот на клиниката за гинекологија во Скопје. Добило хепатит С. До неговиот изолиран привремен дом се стигнува преку посебни протоколи за да не се накалемат и надворешни инфекции. Ова е интензивниот оддел на клиниката за гинекологија во кој се сместени најризичните новороденчиња од цела Македонија. Стандардите се меѓу секој инкубатор да има растојание најмалку 9 метри, но во моментов овде инкубаторите се на растојание од неколку сантиметри. Одделот пред неколку месеци беше доопремен со донации. Овде се задоволни дури и од тоа што веќе нема по 2 деца во еден инкубатор. Оние што бдеат над малите борци велат дека го трошат последниот атом сила. Верувајте, воопшто не е лесно за ни една сестра да работи, да кажеме 12 сати покрај едно дете. Го вентилирате, давате си што е потребно. Значи, буквално се борите за неговиот живот и на крај да ви почина. Да, малку сме, точно е. Ако, например, по светски стандард би требало на 12 вентилирачки места, колку што ние имаме машини, да има минимум 6 сестри, ние на 12 вентилирачки места имаме само 2 сестри. Значи, тоа е надчовечки напор од целиот персонал на ова одделение. Клиниката за гинекологија и акушерство е најголемото родилиште во Македонија. И државните и приватните болници од цела Македонија, кога ќе се соочат со ризично породување, пациентите веднаш ги препраќаат на скопска гинекологија, која не смее да одбие никого. Тука во првите 3 месеци од годинава на свет дошле 1155 новороденчиња. Од нив 144 биле предвремени породувања, 35 предвремено родени завршиле трагично. Во црната статистика од 35 починати влегуваат 10 деца родени во 5-тиот месец од бременоста на мајката, 11 во 6-тиот, 6 во 8-тиот месец, 3 во 9-тиот месец и само едно над 37-та недела од бременоста, но со тешка аномалија.
Од 2015 година, значи оди таа фама дека се зголемува бројката на предвремено, односно на смртност кај деца кои што се на клиниката, третирани на клиниката, односно породувања кои што се тука третирани. Сменето е пресметувањето на смртноста, кои деца ги рачунаме во таа група. Значи, од 22 недела почна да се пресметува во некаде 2015 година. Тоа не е случај, например, беа тука представници од Бугарија, значи они рачунале од 25-та недела, во Србија рачунаат од 24-та, така да ако ги одземеме тие деца и кај нас процентот е некаде на ниво на сите држави кои што се во наша околина и кои што имаат отприлика исти услови како и тука. Македонија ги прифати стандардите на Светската здравствена организација, секое бебе родено од 22-та недела бременост или кое тежи над 500 грама да се смета за новороденче. Дури ако живее само неколку секунди, влегува во таа статистика иако претходно ваквите случаи се сметале за абортуси. Директорката Јовановска смета дека прагот мора да се подигне, бидејќи од независна Македонија досега преживеале само 4 бебиња родени во 6-тиот месец од бременоста. Тоа новороденче е екстремно незрело во поглед на сите органи и станува збор значи за новороденчиња кои што во надворешни услови едноставно тешко се адаптираат и тешко можат да опстанат, особено кога се работи за новороденчиња кои што мајката претходно имала инфект и значи тие уште на раѓање се со вродена и таа викаме конатална инфекција, значи со конатална бронхопнеумонија, конатална сепса. Значи тие деца се со на раѓање со инфекција. Им се екстремно незрели, сите органи им се незрели, немаат имунитет, а имаат инфекција стекната во бременоста. Јовановска ги подкрепува тврдењата со бројки. На клиниката за гинекологија се намалува бројот на родени деца од 5644 во 2015-та на 4584 во 2017 година. Но во истиот период удвоена е смртноста. Од 99 починати новороденчиња во 2015-та на 184 во 2016-та и 164 минатата година. Црната статистика се должи главно на предвреме родени деца. Од 99 починати во 2015-та, 92 се предвреме родени. Од 184 починати во 2016-та, 177 се во групата предвреме родени. За 2017-та, бројката се уште се пресметува. Кога бројките ќе се подела според гестациската недела во која биле родени, се доаѓа до заклучок дека најмногу од починатите биле меѓу 22-та и 27-та недела. Дилемата дали деца родени од 22-та недела треба да влегуваат во црната статистика постои поради случаите во кои, иако многу ретко, сепак преживуваат. Таков пример е ова новороденче, кој сега е најмалиот борец на гинекологија. Примено е пред 60 дена, на старост од само 23 недели. Ако ја добие битката, ќе биде најрано роденото дете во историјата на Македонија. Но борбеноста не ги напушта и другите, малку повозрасни, исто така предвремено родени. Децата родени надвор од Скопје, кај кои е констатирана некаква аномалија, се препраќаат на детската клиника. И овде одделот за интензивна нега е опремен со донации. Докторката до овој оддел, Аспазија Софијанова, која е председателка на Сдруженијето на педиатри, вели дека низа причини доведуваат до предвремено породување. Сега се раѓаат децата многу порано од порано и процентот на предвремено родени новородени кои сами по себе се со огромен фактор на ризик е многу поголем од она што воопшто било претходно, што се должи на стилот, начинот на живење, вештачкото оплодување кој сакам да го нагласам, кој исто така носи ризици поради тоа што се раѓаат двојки, тројки, така натака, тоа се исто така носи одреден ризик, се вбројува едното од тие доколку заврши лошо. Детската клиника располага со 2 амбулантни возила опремени како мини болници, кои би можеле да стигнат до секој предел на земјава. Наместо во ризичните случаи, бебињата да се раѓаат и транспортираат во несоодветни услови. Но возилата не се користат доволно.
Колегите од другите градови видат навреме дека нешто се случува, навремено известување на ова оделение, кое треба да го прифати пациентот и развивање на тој транспортен сервис во кој ние би можеле исто така да одиме на раѓање во одредено место, тоа да биде Битола или да биде било каде, не е важно, каде ќе можеме и ние да присуствуваме исто така на тоа раѓање и да многу побрзо пристапиме кон типот на реанимација, да го развиеме тој транспортен интерперсонален и интерклинички однос, кој треба да значи разговор, договор и накрај добра организација. Ако веќе сватиме дека и во тој дел сме направиле се и нема резултат, тогаш едноставно, велеше покојниот професор Вулнет Старова, СНЗ само небо знае. Има повеќе фактори кои се важни и сигурно на крајот на денот добро би било да ни ги покачат платите, бидејќи на крајот на денот сепак сите работиме и за тоа. Од Министерството за здравство велат дека начинот на пресметување ќе остане ист, бидејќи опфаќањето на бебињата родени од 22-та недела е светски прифатен стандард, иако процентот на преживеани е многу мал. Во тек е проценка на капацитетот на родилиштата во земјава. Некои ќе бидат затворени, а други ќе прераснат во регионални центри за да се растовари скопска гинекологија. Но и таа клиника ќе добие засилување, зашто, на пример, нема ниту половина од потребниот број неонатолози. Овој испуштен период од години наназад не може да го надокнадиме за краток временски период. Ќе бидат примени медицински сестри таму кај што е најкритично. Тоа беше веќе завршено на клиниката за педиатрија со акцент на интензивната нега, след на гинеколошката клиника кај што ќе примеме овој 20 на медицински сестри. Неонатолози, знаете, не може да створите преку ноќ. Тоа е еден процес на едукација. Потребни се 20 и нешто, во моментот има само 8 и тоа е еден сериозен проблем. Интензивните оделенија на клиниките се опремени главно од донации. Стручниот кадар си заминува од земјата. Дали сте свесни колкав е лошиот имидж на здравствените установи во земјава и јавноста просто бара конкретен одговор кога и како планирате да го надминете овој проблем? Не можеме, како и што спомнав, не можеме преку ноќ. Меѓутоа, чекорите кои што веќе ги направивме, сметаме дека ќе не однесат во вистинскиот правец. Соодветна едукација, ќе повторам, и од странство, меѓутоа упатување на соодветна структурирана едукација на нашите лекари, кои што знаеме со какво знаење ќе се вратат од странство и како ќе го аплицираат во наши уст. Мотивирате, значи они не бараат додатна едукација во странство, туку да се иселат комплетно од оваа држава. Не постои друг механизам на мотивација освен да понудиме соодветен систем на работа и на едукација и финансски се мотивираат. Ние веќе го зголемивме вредноста на плаќање на ноќниот труд. Веќе се зголемени дежурствата за лекарите и за средно медицинскиот кадар. Следен чекор ќе имавте критики од медицинскиот кадар. Веруете дека беше ова максимумот кој што според економските перформанси сега можеше да се вложи во овој дел во здравствениот систем. Следен чекор е покачувањето на платите, меѓутоа не застануваме тука. Во очекување нешто да се смени, останува лошиот имидж на Македонија, која УНИЦЕФ ја рангираше на второто место во Европа според стапка на смртност кај новороденчињата. Овде ќе направиме нова пауза, по која се политичките теми. Ότι αν δεν υπάρχει το έργα Omnes, δηλαδή η χρήση και για όλα τα διεθνή, διακρατικά, διεθνείς οργανισμούς, διμερείς και για τα εσωτερικά, θα έχουμε επενδύσει, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στους Φύρομ, σε ένα καυγά και σε τριβές για τον επόμενο αιώνα. Дали и колку Македонија е подготвена за почеток на преговори со Европската Унија? Далеко доволно од она што ќе се бара во преговорите по 33 поглавја. Случајот со владиниот лобист Роберт Валтер најде место во извештајот за корупција во парламентарното собрание на Советот на Европа. Валтер лобираше за изборот на баџанакот на Мијалков за судија во Страсбург. We have an order for you for a pickup. They want a large stromboli with green olives, jalapenos, pepperoni and Italian sausage. Пица во Америка се нарачува преку Дебар. Изјавата на премиерот Зоран Заев дека нема да биде крај на светот и да не се реши прашањето за името наидува на различни интерпретации. Едни сметаат дека Заев ја подготвува јавноста за може неуспех на преговорите,
Други во изјавата на премиерот препознаваат градење преговарачка позиција пред клучените средби, со индиректна порака дека не може да се прифати се што бара Грција. Во пресрет на новиот состанок на шефовите на дипломатиите со медијаторот во Виена, Владимир Мирчевски се обидува да ја изостри сликата за клучната разлика што стои на патот до решение – опсегот на употреба на новото име. Би кажал само дека не е решен опсегот. Не е тајна дека имаме уште разлики по прашањето на опфатот. Од оваа точка, опсегот или каде ќе се употребува новото сложено име зависи дали ќе има договор меѓу Скопје и Атина за прашањето за името. Особено откако грчката влада очигледно прифатила дека не може да го спори идентитетот на етничките македонци. Η ταυτότητα είναι ένα θέμα αυτοπροσδιορισμού, κύριε Σκουρή. Να το θυμόμαστε αυτό, γιατί δεν πρέπει να παραβιάζουμε και εμείς τους διεθνείς νόμους, αν νομίζουμε ότι μας βολεύει κάπου. Но иако најважниот елемент од договорот за македонската страна, идентитетот, се чини абсолвиран на прифатлив начин, јавните позиции на Атина и на Скопје за опсегот на употреба на новото име се чинат спротивставени. Скопје е подготвено да го користи новото име во сите контексти и форуми на меѓународно ниво, но Атина бара и негова внатрешна употреба во земјава. Се бара ерга омнес да биде сватено и плюс за домашна или внатрешна употреба. Тоа за нас е ново и веројатно е предизвикано од сите овие реакции кои што грчката страна ги имаше во минатото, како провокации на некој начин, тие така ги спомнуваат. И од тука произлезе дека барат ерга омнес да значи плюс дополнително и за домашна употреба. Ние мислиме дека треба да се разграничи што е тоа за меѓународна употреба, што е тоа за домашна употреба. Навистина домашната употреба нема никакво влијание врз Грција, нема никакви рефлексии врз Грција. И убедувајќи се овде со креативност, со аргументации, со се, продолжуваме во разговорите и тука е прашањето кое што не е решено и тоа е поприлично тешко и комплицирано прашање. Грчкиот министер Никос Кодзијас во еден од последните јавни настапи спореше со аргументите на овдешната страна и објаснуваше зошто за Атина е неприфатливо уставното име Република Македонија да остане макар и само за внатрешна употреба. Να αρχίσω από το παράδειγμα. Μου λένε πάντα οι άνθρωποι από τη Σφύρο μου ότι κοίταξε Νίκο, θα κάνουμε μια συμφωνία και θα υπάρχουν ντοκουμέντα για να πηγαίνουν στο εξωτερικό που θα έχουν το διεθνές όνομα και ντοκουμέντα μόνο εσωτερικής χρήσης και δεν σε νοιάζει εσένα αν ένας δήμος γράφει σε έναν άλλο δήμο και γράφει πάνω Δημοκρατία της Μακεδονίας. Του λέω ωραία, να σου φέρω 10 ντοκουμέντα κείμενα και να μου πεις πώς θα λειτουργήσουν. Βγάζω λοιπόν το πρώτο ντοκουμέντο. Ποιο είναι το πρώτο ντοκουμέντο? Το ίδιο το Σύνταγμα της Φύρομ. Και ρωτάω εγώ, το νέο Σύνταγμα της Φύρομ όταν θα το στέλνει στο εξωτερικό στα αγγλικά, είτε σε διεθνείς οργανισμούς, είτε για διαπραγματεύσεις, είτε σε πανεπιστημιακά σεμινάρια για αυτή τη χώρα, αυτό το Σύνταγμα πώς αναφέρεται στη χώρα? Θα μεταφραστεί το όνομα της χώρας ή θα αλλάξει με το διεθνές όνομα? Μου είπε θα μεταφραστεί, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Άρα του λέω ξεκινάμε από το πρώτο ήδη ντοκουμέντο ότι θα κυκλοφορήσει στο εξωτερικό με το εσωτερικό όνομα. Τι θέλω να πω? Ότι αν δεν υπάρχει το έργα όμνες, δηλαδή η χρήση και για όλα τα διεθνή, διακρατικά, διεθνείς οργανισμούς, διμερείς και για τα εσωτερικά, θα έχουμε επενδύσει, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στη Φύρομ, σε έναν καυγά και σε τριβές για τον επόμενο αιώνα. Διότι θα βγαίνουν έγγραφα, ξέρω, δίπλωμα, πτυχίο πανεπιστημίου στο εξωτερικό με το εσωτερικό όνομα, εμείς θα κυνηγάμε ότι διαταράσσουν ή παραβιάζουν τις συμφωνίες, εκείνοι θα λένε ότι συνέβη κατά λάθος και αν έχουμε σήμερα ένα καυγά στο τι όνομα χρησιμοποιείται στους διεθνείς οργανισμούς, εκεί θα έχουμε ένα καθημερινό καυγά που θα είναι αδιέξοδος και που θα χειροτερεύει τις συνθήκες ανάμεσα στα δύο κράτη. Εγώ τους λέω ότι το κάνουμε και επιμένουμε στο έργα όμνες, γιατί θέλουμε μια συμφωνία με σταθερότητα, μακράς πνοής, που αντί να δημιουργεί να λύνει προβλήματα. Македонската влада пак има поинакво толкување за ерга омнес. Ерга омнес во меѓународното право, каде што комуницираат во меѓународниот сообраќај и меѓународни субјекти, меѓународни владини организации, други држави, тој значи одредница што ќе се употребува во однос на другите такви како мене. Мислам дека амбицијата да се влезе внатре е проблематична. Бидејќи тоа што как внатрешната правна комуникација, комуникацијата меѓу едно министерство со друга институција не навлегува во областа во која што фигурира
прашањето и проблемот, односи со други држави, односи со меѓународни организации и така натаму. И мислам дека можеме со отвореност и ако има политичка волја да најдеме разбирање, да најдеме формула што ќе ги задоволи и нивните барања, а што ќе ги задоволи и нашите интереси за одржливо и достоинствено решение. Постои ли и која е таа формула за која зборува Димитров што би била најмал заеднички содржател на позициите на двете земји? Во одговорот и премиерот и шефот на дипломатијата без да откријат детали го користат терминот креативност. Ако бидеме доволно внимателни, ако бидеме доволно пријателски настроени и доволно пред се креативни, ќе изнајдеме вакво решение. Ако има политичка волја, може да се најде со можеби степен на креативност, начин како да се допрати нивните главни интереси, а да си ги зачуваме и нашите главни интереси. Екс-премиерот Владо Бучковски, чиј мандат беше обележан со интензивен процес за името, на ваков начин ја толкува креативноста за која зборуваат властите. Сметам дека претесен е просторот да има крупни изненадувања. Креацијата за која говорат нашите преговарачи, јас не ја гледам поинако отколку да понудиме решение за кое јас еднаш и говорев на вашата телевизија на една дебата, тоа е да прифатиме во Уставот, да имаме уставно име, да на покрај уставното име да имаме име за меѓународна потреба. И со тоа да понудиме на грците на поинаква можност, наместо овие 140 држави кои имаат признато уставното име на Република Македонија и кои во билатералните комуникации, релации го користат тоа име, од моментот кога ќе биде постигната спогодбата па натаму во сите комуникации со меѓународната заедница, во билатералните релации, на мултилатерално ниво, билатерално да се користи договореното име за меѓународна потреба. Дали тоа ќе успее, не знам, но не гледам што друго би можеле во овој момент ние да понудиме, за да остане варијантата да го користиме за внатрешна потреба нашето уставно име Република Македонија. Бучковски не гледа проблеми во евентуално повторно отворање на членовите 3 и 49 од Уставот, за кои веќе еднаш во 1992 година се усвоени амандмани. Моја проценка е дека кога би прифатиле од другата страна грците да биде ова уставната ревизија и ова да биде дополнување, значи може да се дополнат уште еднаш затоа што со времената спогодба ние сме прифатиле, повторно се погледне и преамбулата, повторно се погледнат и двата члена кои нив им создава проблем. Не гледам дека тоа е проблем и кај опозицијата. Јас она што неколку пати го повторува Мицковски дека тие не се за промена на уставот, ако се менува уставното име, ми дава за право да заклучам дека тоа отвара вратата за евентуални измени на уставот кои не би го загрозиле уставното име. Ова е варијанта која се наметнува како единствена логична што би можеле ние да ја понудиме во завршницата од овие преговори. Но останува отворена дилемата дали ваков тип уставна ревизија би бил прифатлив за Атина и дали во прилог на вакво решение оди сознанието дека употребата на новото име во контекст на идното членство на земја во Европската унија ќе значи и де факто домашна употреба, зашто она што многу од институциите ќе го работат дома, всушност ќе биде под чадрот на Европската унија, каде земјава прифаќа да го користи новото име. Во пресред на новата средба Димитров Кодзијас Нимиц во Виена се чини дека станува се појасно и до решение не може да се стигне без уставни промени. Прашањето е какви и колку длабоки би биле тие, но и во каква релација со синтагмата за достоинствено решение. Бројките во парламентот се исто така важен параметар за она што ќе се договори да може и да се ратификува. И покрај нагласената неизвестност за исходот од преговорите за името, едно од логичните прашања што се наметнува е што ако се најде компромис за спорот и ако Македонија навистина добие датум за преговори со ЕУ веќе во јуни. Колку земјава е подготвена, можеби не толку политички, колку административно и експертски, да преговара со Унијата. Јадрата во администрацијата создавани за оваа цел во минатото се растурени, па реална е дилемата. Има ли земјава капацитет да се носи со овој исклучително комплициран процес? Александар Димитриевски.
Македонија го доби посакуваниот извештај од Европската комисија со безусловна препорака за почеток на преговорите за членство. You're back on track. You can celebrate for half a day and then go back to work. Следниот термин за радост или можеби за разочарување за неполни 2 месеца. Владата на Република Македонија уште поенергично ќе ги води реформските и политичките процеси во следните 2 месеци, за во јуни Република Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Одлуката за почеток на преговори сепак е политичка и ја носат лидерите на земјите членки, едногласно, што значи дека е неопходно зелено светло и од Грција. Македонија повеќе пати стигна до овој дел од патот во блиското минато, но Атина одбиваше да ја крене рампата поради спорот за името. Разликата овој пат е што и двете страни се ангажирани проблемот со името да се реши. И покрај затоплените односи и чести средби, ако Македонија и Грција не се договорат за спорот за името во следните недели, речи си сигурно е дека нема да има датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Но ако се покаже оправдан оптимизмот на премиерот Заев, тогаш најважното прашање што ќе се наметне ќе биде дали Македонија е подготвена за преговори. За старт, земјата кандидат треба да има функционална структура од преговарачки тим со главен преговарач. Таа група ја представува земјата кандидат и е одговорна за преговорите со Советот на ЕУ, односно земјите членки. Почетокот на преговорите е во знакот на така наречениот скрининг на законодавството на земјата кандидат, кое е поделено во вкупно 35 области. За секоја од тие области, земјата кандидат мора да има соодветни тимови. Владата не крие дека во моментов Македонија нема комплетна преговарачка структура. Постои основна структура и база која што секако треба да се развива. Постојат работни групи и постојат контакт точки за ЕУ прашањата во сите министерства. Меѓутоа тоа е далеку од доволно од она што ќе се бара во преговорите по 33 поглавја за членство во Европската Унија. Македонија и владата на Република Македонија во наредниот период до јуни месец ќе работи интензивно на дефинирање на концепт за преговарачки тим и тие подготовки се веќе започнати во секретаријатот за европски прашања, но и во канцеларијата на претседателот на владата. Основната причина поради која владата и самата вели дека нема кадар, иако Македонија и во 2005 и во 2009 градеше тимови и работни групи, е одливот на експерти. Еден пример е Филип Чапаровски. Тој до 2007 е ангажиран во владиниот секретаријат за европски прашања, а сега работи во канцеларијата на меѓународната организација Национален демократски институт во Скопје. За жал, многу компетентни, квалитетни, обучени кадри ја напуштија државната администрација во изминатите години. Добар дел од нив се одлеа во, да кажеме, граѓанскиот сектор, меѓународни организации, но добар дел се заминати од државата и си ја бараат својата среќа надвор од границите на Македонија. Тоа се значителни ресурси кои една мала земја не сме да се дозволи да ги губи лесно, но од друга страна ќе биде голем предизвик и за секоја владеачка гарнитура да ги обезбеди тие стручни, обучени, готови кадри да помогнат во процесот. Тие луѓе според Чапаровски не се изгубени за државата, но и нема да биде лесно да се вратат. Мотивацијата ќе игра главна улога и тука пред се не мислам само на финансиските услови, бидејќи нели знаете какви се условите во државна управа наспроти, да кажеме, некои странски организации и фондации, но многу ќе биде битно и од самиот моментум, да кажеме, каде ќе се наоѓа државата. Ако се види дека државата влегува на вистински колосек, дека е трасиран патот, дека се почнати преговори, дека сериозно се пристапува, дека условно се гледа на светло на крајот на тунелот, дека исходот би бил известен за неколку години, верувам дека ќе се зголеми мотивацијата за луѓето да се вратат повторно, да помогнат на сопствената држава. Според проценките на сегашната и минатата влада, комплетниот македонски тим кој ќе биде ангажиран на различни нивоа во текот на преговорите треба да брои околу 800 до 850 луѓе. Бојан Маричиќ не сподели со 360 степени каде и колку места треба допрва да се пополнуваат. Но, преку еден пример, посочи дека има огромни дупки. Мисијата на Македонија во Брисел има помалку од 10 представници, а Црна Гора, која во моментов преговара со ЕУ, има 35 мина.
Пред воопшто да се анимираат кадри што би ги пополниле тие места, владата прво мора да најде начин како да ги ангажира, бидејќи законите не дозволуваат високи плати во јавна служба. Секако мора да бидеме креативни, мора да размислуваме надвор од рамките на сегашната законска рамка за ангажирање на луѓе во јавната администрација. Меѓутоа има примери и во регионот и на држави кои претходно преговарале со Европската унија, каде што се прават специјални фондови, дел од нив можат да бидат и подпомогнати од европските фондови, билатерална помош со државите, кои што ќе ги помогнат овие капацитети и кои што ќе бидат дополнување на она што го предвидува државниот буџет и законската рамка, за да може да се ангажираат експерти кои што треба да бидат подобро платени од она што е државната администрација, но исто така и мотивација на оние вработени државни службеници кои што ќе даваат екстра напори и кои што ќе работат многу повеќе од тоа што го работеле до сега. Маричик, кој самиот признава дека подготвеноста за преговори е далеку од идеална, сепак смета дека ако има датум за старт на преговори, Скопје нема да влезе неспремно во процесот. На хартија постојат и одлуки и тимови кои што се направени првично уште 2005 година, а потоа и 2009 година. Меѓутоа, за да ги составиме и да бидат функционални, ќе треба неколку месеци сигурно. Но тоа не е страшно, бидејќи секако следи неколку месечен период на скрининг. Поранешниот владин кадар Чапаровски очекува итна реакција. Не, никако не треба да седиме на страна да чекаме работите да дојдат до тој степен, па да не фатат затекнати и неспремни. Треба да се градат капацитетите во паралела. Дури да не биде ништо од одлука за почеток на преговорите, државата мора да ги спроведе тие реформи пред се за свое добро, во интерес на своите граѓани. Независното истражно тело, формирано да ги провери наводите за широко распространета корупција во парламентарното собрание на Советот на Европа, вчера го објави финалниот извештај. Во документот, кој е на повеќе од 200 страни, е спомената и Република Македонија, и тоа токму преку сомнежите што ги отвори 360 степени. Станува збор за улогата што ја имал британскиот пратеник Роберт Валтер, кој бил најмен за советник на владата на Емил Димитриев, во изборот на Јован Илиевски, баџанакот на Сашо Мијалков, за судија од Македонија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Случајот го обелодени колегата Александар Димитриевски. Тоа е во студиото. Димитриевски, што точно е наведено во извештајот на независното истражно тело? Делот кој што се однесува на Македонија во извештајот е покриен на нешто повеќе од половина страница. Пред се тука се нотира она што и ние го објавивме, односно дека господинот Роберт Валтер е ангажиран како консултант на македонската влада некаде на крајот на 2016 година и дека тој за своите услуги наплаќал 7.000 евра месечно. Во извештајот понатаму исто така се нотира делот од нашата сторија, дека пред да се склучи договорот помеѓу македонската влада и господинот Валтер во минатото, господинот Валтер во неколку наврати учествувал во наблюдувачки мисии во Република Македонија, при што секогаш давал позитивни оценки или пак добри препораки за проблематиката за која што бил испратен во земјава, која што требала да биде истражена. Или откако пукна аферата со прислушуваните разговори, релативизирачки извештаи и оценки? Па не беше релативизирачки, да бидам попрецизен, он подпишува еден извештај во кој што се бара од опозицијата, тоа е во април 2015 година. Од опозицијата бара тој да престане да ги објавува бомбите и да се врати во парламентот. Еве за пример една од речениците во тој извештај. Да продолжам, последната референца во извештајот на кој што се повикува на 360 степени е дека кога господинот Валтер станал лобист на македонската влада, бил во контакт и со македонската делегација во парламентарното собрание на Советот на Европа. Но сега извештајот застанува тука, не оди чекор понатаму и впечатокот е дека всушност не достига тој многу важен аспект од нашата сторија за улогата на господинот Валтер токму при изборот на Јован Илиевски, баџанакот на Сашо Мијалков, за судија од Македонија во Страсбур. Токму така, тој е веројатно и клучниот елемент кој што недостасува, кој што го нема во вордингот во извештајот. Случајно или не?
Една од коинциденциите, да ја наречеме, што господинот Валтер е ангажиран токму во периодот кога во Страсбур треба да се бира судија од Македонија за во судот за човекови права во Страсбур. Како што знаеме, беше избран господинот Јован Илиевски, инаку баџанак на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Господинот Валтер во своите извештаи кои што ги праќал до македонската влада, како што ние објавивме, нотира дека бил присутен таму и дека вршел консултации токму во тие денови на изборот, иако во тие извештаи не пишуваше каков тип на консултации биле и конкретно каква работа завршил, но од Страсбур стига сигнали дека има чудно групирање на десницата во насока на избор на господинот Илиевски за судија во Судот за човекови права во Страсбур. Само да подсетиме, тој доби, мислам, 20 гласа повеќе од уставната судика, сега веќе поранешна, Наташа Габер Дамјановска, која што беше примарно препорачана од надлежниот комитет на парламентарното собрание на Советот на Европа. Инаку целата таа постапка на избор на судија од Македонија во Страсбур ја следеа низа контроверзии од начинот на кој што процедурата беше водена дома до, како што веќе споменавте, извештаи за непримерно лобирање во прилог на еден од кандидатите, иако второ препорачан, а не прво препорачан за време на таа сесија на парламентарното собрание во Страсбур. Но господинот Валтер воопшто не бил случаен човек. Тој повеќе пати се споменува во овој извештај, кој што е на повеќе од 200 страни и се разбира не во позитивен контекст. Ќе ми дозволиш, Васко, и да ќе морам да прочитам делот за белешките, односно името на господинот Валтер се споменува во два случаи дека прекршил неколку точки од Кодексот на однесување на пратениците во Парламентарното собрание на Советот на Европа. Така, например, точка 5.1 го прекршил правилото да ги извршува своите обврски со интегритет и честност. Правилото 5.5 да не го злоупотребува својот кабинет за лична или туѓа приватна корист. Правилото 5.6 да ги објавува сите релевантни интереси кои се однесуваат на неговата јавна функција и да преземе чекори за да ги разреши сите судени интерес кои произлегуваат од тој однос на начин кој ќе се заштити јавниот интерес и така натаму. Еве би прекинал, тука имам уште две точки. Сите овие забелешки кај господинот Валтер мора да се потенцира дека се однесуваат на неговата работа во врска со Азербејџан, каде што слично како и во Македонија и таму во повеќе наврати бил дел од групи од Парламентарното собрание на Советот на Европа кои што имале задача да изработат одреден извештај, било тоа за избори во таа земја или пак за други тековни политички прашања за кои што Советот на Европа покажувал интерес и кои што секако имале големо влијание и во самата земја. Инаку фера да се каже дека извештајот на независното истражно тело е главно фокусиран на Азербејџан. Всушност и целата постапка беше инициирана главно од извештаите на Европската иницијатива за стабилност, ЕСИ и на OCCRP, меѓународната истражувачка мрежа на новинари кои објавуваа конкретни докази за корупција и за корумпирање на членови на парламентарното собрание токму во контекст на Азербејџан. Инаку извештајот немаше за цел никого ниту да казни или евентуално да препорача повторување на одредени постапки. Тоа е повеќе насочен кон тоа да констатира и да препорача промени за вакви работи во иднина да не се случуваат. Токму така, ако го следиме вордингот особено за Македонија, очигледно е дека извештајот немал таква намера. Но секако самото споменување на овие пракси, самиот факт што сето ова влегло во извештајот и било вредно за разгледување. Ве не спомнавме дека господинот Валтер инаку бил повикан да даде исказ или изјава по однос на овие обвинувања. Он потврдил дека бил на платниот список на македонската влада, но повторно се застанува тука. Не е ова истражен орган кој што треба да резултира со некако факт кој што подразбира кривична или некаква друга одговорност за действијата кои што одредено лице ги презело. Иако уште еднаш ќе кажам, тоа воопшто не беше целта ниту насоката во која што работеше истражното тело.
останува Македонија во Страсбур да ја представува и таму да ги брани човековите права и слободи. Човек кој што од позиција на шеф на обвинителството за борба против организиран криминал не направи буквално ништо да ги истражи прислушуваните разговори, потоа замина во Страсбур, а во меѓувреме овде СЈО излезе со 20 обвиненија за кои веќе се водат судски предмети. Благодарам. Продолжуваме понатаму. Едно истражување покажа дека едва 10% од парите што диаспората ги праќа во Македонија се канализираат за почнување бизнис. Уште поретки се примерите кога луѓе од земјава со успешни бизниси надвор се решаваат за директно инвестирање во родниот крај. Меѓу ретките такви примери е фирмата Slice со седиште во Њујорк и канцеларии во Дебар и во Охрид. Вработува околу 300 луѓе во земјава, кои меѓу другото го менаџираат нарачувањето храна од повеќе од 10.000 помали пицерии во Соединетите Американски држави. Што би се рекло, пица во Америка се нарачува преку Дебар. Еве како функционира се во ова. Хекура на Кифи. Hi, this is Mary calling from Slice. We have an order for you for a pickup. They want a large stromboli with green olives, jalapenos, pepperoni, and Italian sausage. The customer left a $5 tip, and the total is $60.96. How long will it take for this order? 20 minutes. Thank you very much and have a great night. Bye-bye. Kështu është 24 orë në kallqendrën e kompanisë Slice në Dibër. Mbi 10.000 pizzeri në Shtetet e Bashkuara shesin pica të porositura përmes operatorëve tanë. Kanë filluar para 8 viteve me 2 tavolina pune në Dibër, u rritën në brend me mbi 400 të punësuar. Themeluesi Ilir Sela është Dibran në Gurbet, në tokën e premtuar. Atje i vuri edhe themelet e kompanisë Slice, e cila kompani për pak kohë u bë brend i njohur në tregun amerikan. Biznesin e vet Iliri e filloi duke rregulluar internet faqet e familjarëve dhe miqve të tij, të cilët kishin pizzeri në Amerikë. Pasi që prodhimet u bën të dukshëm, Iliri zhvilloi biznesin përmes internetit, por e gjithë kjo nuk shkoi aq lehtë, pasi që ky biznes kërkonte angazhim dhe njohje solide të informatikës. That is the number one reason why we started hiring people in Dibër way back in 2010. It was people who can come in and do data entry. We call it menu entry. Doing amazing work. Providing 24-hour customer service was very hard to just do that in New York. So we started hiring people in Macedonia for those things. But it was really difficult finding the right team members, the right employees for us to continue to grow and scale. And this is where Macedonia has been so important for Slice. Edhe pse nga familjarët dhe shokët kishte dëgjuar se në Maqedoni jetohet rënd. Kjo gjë Albani nuk e frigoi që të blej biletën vetëm për një drejtim, edhe atë në drejtim të kundërt, nga Shtetet e Bashkuara në Maqedoni. Ai tani është menaxher i suksesshëm në zyrën e Slice-it në Ohër. E dum këtë vend, na merr malli për këtë vend si besoj që këtë edhe kurpiçarëve u mungon vendi vet. Edhe ne thjesht doshim ta provojmë vet, a me vërtet është aq vështirë të jetosh në Maqedoni siç e thonë njerëzit. Në zyrat e Slice-it në Dibër dhe Ohër punojnë shumë persona të rinj me përkatësi të ndryshme nacionale dhe religjioze, por të gjithë flasin një gjuhë, anglisht. Kompania amerikane Slice, e cila vepron nga Maqedonia e që furnizon me ushqim qytetarët amerikan, ka mbi 300 të punësuar vetëm në Dibër e Ohër, njëkohësisht ka mundësuar të rime nga këto qytete që shumë shpejt të ngriten në karrierë. It's good. It's a good story. Investojmë shumë në punëtorët që ato të rriten dhe të bëjnë punë të ndryshme. Sidomos punë që ato mund t'i bëshin në vendet tjera, vendet jashtme. Jo shumicat, po kretë punët që i bëjmë ne këtu. Këtë zyrë janë punë që bëhen edhe në Amerikë. Account management. Account management edhe në Amerikë. Customer service edhe në Amerikë. Emilia Petreska nga Ohri është e punësuar ndër të parat në zyrën e Slice-it në Ohër. Sot nga pozicioni i liderit të ekipit, ju bën thirrje të rinjve
Të rrinë në shtëpi, mos të lëshojnë vendin dhe të aplikojnë në Slice. Јас не планирав да останам во Македонија, меѓутоа, кога ја најдов оваа работа, мислам дека не би одела да сакам на никое друго место, затоа што тука има стварно многу можност да се изградиш како личност, како професионалец, затоа што има можност да унапредуваш во својата кариера и да учиш многу нови работи, каде во никоја друга фирма јас не мислам дека немам можност да ги научиш. Por Slice nuk është vetëm kallë qendër, por në këtë kompani punohet nga marketingu deri tek kontabiliteti i pizzerive, të cilat bashkëpunojnë me Slice-in. Really, the offices in Dieburg and Oak Creek are an extension of our business. It is not a call center where, all we do is, phone restaurants or try to do sales. It's really a career path, I believe, for now hundreds of people. Biznesi me shiqjen e picave në Shtetet e Bashkuara daton qysh para 113 viteve, e që në 40 vitet e fundit është rritur në industri me qarkullim miliarda dollarësh. Por edhe ajo nuk është imune në kohët e krizës. Duke i shfryzuar teknologjitë e reja, pizzeritë dhe restorantët që bashkëpunojnë me Slice-in janë të kënaqur, thot Albani, duke thënë që bizneset e klientëve të tyre shënojnë rritje nga 4 deri në 6 herë. Na falenderojnë se me vërtet u kemi ndihmu që të ardhurat atime të rriten. Kemi shumë njerëz, sidomos nga rrethti jon këtu në Ballkan, që ne bisedojmë rregullisht, na tregojnë se para Slice-it thjesht biznesi ishte në nivel ku mundet të mbylleshte. And then my question was, can we build something on that same page or we will just redirect that page? So what I would say is you have to be driven, you have to be motivated, and you have to work really, really hard for a long time. And if you do that and you have a vision and you have the goals and you just work tirelessly around those goals, I think everyone has the opportunities to succeed at the highest levels. Наред е уште една пауза, но не е овде крајот, по неа е саботажата. Бидете на осад. Наред е саботажата. Да ја видиме. Соочувањата почнуваат да наликуваат на реални шоуа, кога трагањето по незината цел се претвара во потера по учесници, чиј што поексплицитен вокабулар, наместо шарм, и дава кооперацијско ниво на дебатата. Они кои влегле, зашто ние не влегуваме, а не си гледаме што копуци сме, не разбираш? И така као копуци некој нас на... Ај само да не испадне дека ги користиме тие фрази да не ни забележат. Нека ни забележат слободно. Пази, се дека не се погледаме у очи, не признаеме дека сме копуци, онда, пази, нема вистина. За да биде потврдена тезата за непотребната потреба од публицитет, сведочи и слободната интерпретација на темата за дебата, во која интересот на соговорниците доживеува климакс, ама не во моментите на жешка размена на мислењата, туку кога среде соочување, злодевното чекање на туѓите аргументи се надоместува со повозбудливата комуникација на социјалните мрежи. Па ја мислев едно селфи да се... Да направи селфи и да се фалиш малко со мене, Па не, ти Терес избори се, не проблем. Да, одлично. Е уште едно. Можеш и да ја испринташ ке се подпиш. И овој... Става уол. Сепак да не биде дискриминиран. Ајде Камиловски да... И тоа е тоа, луѓе. Слична е ситуацијата и со оние кои наместо публицитет мора да се определат за опортунитет. Сепак тоа не значи дека низ соврзната конверзација мора баш до толку да се обелоденува блискоста и наместо нормалното и очекувано персирање со нескриени зборови да се декларира интимност меѓу соговорниците. Кристијан, името очигледно станува и останува најголемиот проблем. Во случајот, проблем е презимето, но не е толку сериозен ако се земе предвид медиумската презентација која им се овозможува на лицата кои се обидуваат наопаку да ја свртат реалноста, но и да интервенираат во историјата со фактографија која им одговара единствено
на нивните ментори. И тогашните македонски револуционери сите биле свртени према Запад, према Австро-Унгарија, према Виена. Никој не побарал помош од Русија и во тоа време. Русија ги има ослободено сите балкански земји. За жал, после сите извртуваат грб, и Бугарија, и Грција, а македонските револуционери во тоа време сите гледали во тоа време прозападно, према Запад. И затоа Македонија не успела и тогаш, не направила држава. Фактот дека Македонија дури без нивната братска Русија направила држава не значи дека властите треба дословно да ги следат зборовите на западните представници. Но тие не само што буквално ги пијат, туку и во целост како своја стихотворба ги интерпретираат метафорите кои само еден ден пред нив ги кажал некој друг. It's a bit like in a video game. Every time you get to one stage, you get to the following level and the challenges increase. But you also get extra points. Тоа е како нивоата во видеоигра. Завршува едно ниво, добивате поени, влегувате во следно ниво. It shows that I have teenage girls, И на крајот, во таа видеоигра единствената разлика се годините, бидејќи ќерките на Могерини се тинејџерки, а во нашата, нечии деца, без игра, ги собрале поените за да поминат во следното ниво. Македонија е мала земја и сигурно дека децата на одредени луѓе треба да работат некаде. Не е политика на владата во некој случај да ги вработува своите деца. Далеко од тоа дека е политика на владата да ги вработува своите деца. Владата на вистина нема потреба од политика за да ги вработува своите деца. Таа ги вработува и без неа, по директива. Завршува уште едно издание на 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Можете да не следите и на веб страницата 360stepeni.mk, да има и на Facebook и Twitter. Ке се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно!